Денеска заедно со вас ќе споделиме една многу мотивирачка животната приказна на Васко Јолески, самостоен препаратор од Струга. Васко, добро утро. Добро утро, минавам и на вашите гледачи. Да, ти си едно од лицата со механичка поддршка на срце. Знаеме дека денеска современата медицина нуди многу можности, знаеме и дека срцето е главен орган кој е тесно поврзан со сите останати органи во човечкото тело, но кога срцето доаѓа во една состојба да страда, тогаш единственото решение кое што останува е трансплантација на срце, односно друго срце кое што ќе ја замени функцијата на твоето срце. Колку години си во ваква позиција? Со вградена механичка циркулаторна потпора, односно народски кажано вештачко срце, сум повеќе од 5 години. Иако тоа е мост до трансплантација и не треба да трае повеќе од 3-4 месеци, евентуално година. Но приликите се такви какви што се кај нас и повеќе пациенти сме со вградена механичка циркулаторна потпора веќе повеќе од 5 години. Единствено решение за нашиот проблем е трансплантација на срце, но во нашава држава малку споро одат тие работи, иако нам времето не гази и нема простор за чекање, затоа што повеќе се пролонгира, тоа повеќе другите органи страдаат, самиот организам слабее и многу потешко подоцна би прифатил, да кажам, организмот страно тело да се вклопи во нашето тело. Како изгледа еден твој ден? Како го започнуваш утрото? Од сабајле кога станувам, прво што треба да направам е да се исклучам од кабелот на кој што сум врзан додека спијам и да ги поставам батериите за да можам да движам со нив. Тоа се овие батерии кои што ми овозможуваат неколку часа да можам да движам слободно, без да сум поврзан на електрична енергија, односно на штекер. Откако тоа ќе го направам, ја земам секојдневната терапија која што ја пијам за срцето и антикоагуланти за кои што не дозволуваат да пумпата запре, односно да направи тромбоза. Потоа се вклучувам во секојдневните активности, оноку колку што можам. Нормално сум со намалени способности поради болеста, но го давам својот максимум и во мојата професионална работа како самостоен препаратор и во секојдневните обврски и потреби. Така. Ни спомена дека во ваквата состојба си веќе 5 години. Како започна се? Дали пред тие 5 години твојот квалитет на живот беше сосема нормален и дали имаше навестување на оваа болест? Мојот проблем доаѓа од рана возраст, да кажам, од детска возраст сум биден болен од леукемија. Цитостатиците кои што се користеле во тоа време биле многу силни и оставиле трајни последици, но 90-тите години не била толку напредна медицината за да може да се контролира и срцевиот мускул доволно добро за да знаеме што е проблемот. Потоа ја живеев откако ме излечија од леукемија, ја живеев сосема нормален живот со да кажам и тешки физички активности и не забележував никакви проблеми до 2011 година, кога за прв пат забележав слабост и ми беше диагностицирана срцева слабост. Таа срцева слабост беше третирана до пред 5 години да можам да се одржам во нормален, да кажам, живот. Тогаш пред 6-7 години наеднаш се влоши мојата здравствена состојба, срцето попушти драстично. Постојано бев хоспитализиран по болници за пред 5 години да бидам опериран и да ми биде вградена механичка циркулаторна потпора како единствено решение за пролонгирање, односно за продолжување на мојот живот до евентуално трајно решение трансплантација на ново срце.
Колку лица во Македонија се во регистарот и колку лица чекаат ново срце? Со механичка циркулаторна потпора постојано сме околу 20 на лица, со оглед на тоа што има и нови оперирани, но има и лица кои што ја загубиле борбата пред да дојдат до орган. А вкупно сме околу 30 на лица кои што чекаат срце за трансплантација. Дали сте во постојана комуникација, дали сте да речем од време на време комуницирани, контактирани, дали редовно правите контроли и на колку време? Во тој поглед од нашите доктори не може да се пожалиме затоа што ни посветуваат многу внимание, стручни се во она што го работат и редовно ги правиме сите контроли, но процесот на трансплантација веќе година дена, повеќе од година дена, како да е запрен и нема трансплантирано ниту еден пациент за срце. Затоа праќам апел до надлежните, до властите да направат малку повеќе за развојот на трансплантацијата во Македонија, да се подига што повеќе свеста, иако свеста веќе е мрдната од мртва точка, ние како Здружение Храбро срце изработуваме сами спотови од јавни личности кои што доброволно про боно ни ги снимаат за подигање на свеста за органодарување, но ги праќаме само на социјалните мрежи. Ни треба поддршка национална стратегија и поддршка да тие видеа излезат на националните медиуми, да ја подигнеме што повеќе свеста за органодарување, но и да се консолидираат повторно тимовите за трансплантација и да почне да функционира нештото, бидејќи ако до пред година дена се направиле во 2 години 11 трансплантации и сите биле успешни, жалосно е да тој процес гасни во земјава, или друго решение е да пристапат кон решавање на случајот во странство, што за нас како пациенти ние сакаме повеќе нашите доктори да не третираат, затоа што они се поприступачни и подостапни во секое време и многу повеќе труд вложиле во нас, па треба тие да ја завршат успешно приказката. Јас ти посакувам истреност, знам дека си херој, дека ќе ја издржиш и оваа битка, посакувам исто така голема среќа и истреност и на сите пациенти кои што чекаат срце. Верувам дека твојот апел го слушна нашите институции, дека ќе се превземат чекори за да се направи една национална стратегија. Воедно и упатувам апел и до сите јавни личности, кои што и до сите медиуми да се вклучиме во вашата борба, бидејќи вашата борба не е само ваша, туку е наша, колективна, бидејќи секој еден може да се најде во твојата или во друга ситуација, така да животот нема цена и секој живот е вреден. Верувам дека во блиска иднина ќе се случи она што ти го исчекуваш веќе 5 години. Јас силно верувам во тоа и ево праќам апел и до пошироката јавност дека доколку дојдеме до ситуација да еден живот згасне, треба да изнајдеме сила да ги донираме органите на нашиот близок за да спасиме уште најмалку 5-6 други луѓе кои што чекаат орган за трансплантација. Некој чека срце, некој бубрези, некој црн дроб и така натаму. Многу благотворна работа е дарувањето органи. Со оглед на тоа што и верските заедници го одобруваат тоа и своевидно говорат верските лидери за да се дозволи трансплантација, односно дарување на органите. Благодарам многу за ова искрено искажување на твојата животна приказна, која за сите нас е многу значајна да ја чуеме. Ви благодарам и јас за можноста што ми ја дадовте да бидеме слушнати, да бидеме гласни